Националната занаидчиска комора неодамна имаше управно собрание на која се дојде до заклучок и до некои новитети за кои што во продолжение разговараме со претседателот на Националната занаидчиска комора, па еве да чуеме што се најновите заклучоци и идните планови на Националната, односно Републичката комора занаидчиска. Благодарам за поканата. Да, ние имаме на 27-ми управен одбор и собрание, каде што по прв пат во нашето собрание и управен одбор гласевме за секции, односно почнавме да ги нагласиме и секциите и да ги формираме секциите во склоп на Националната комора, бидејќи досега не беа дозволени од одредени причини да се оформираат вакви секции, а во секциите се во придобивка на занаидчиството, односно на Националната комора и на нашата татковина на Република Македонија. Што значат секциите? Секциите се формираат заради унапредување на фелата која ја представува таа секција, за подобра работа на таа секција, но не представува друго тело на комората, него само дополнителна вредност на нашата комора и верувам дека во цела Македонија секциите ќе работат во бенефит на сите регионални комори и на Национална комора. Појаки регионални комори, појака занаидчиска комора. За прв пат формираме секција за козметичари и за фризери, каде што гласаме за потребата нивна и во брзо време ќе свикаме седница каде што ќе ги одредиме органите на тие секции, за да можеме секој проблем на секоја комора или секој занаечија да ги искаже своите проблеми и да се соочиме со нивни проблеми да ги решаваме во републичко ниво. Затоа и назначивме координатори на секции. Со нас е координаторка на секцијата за козметичари на републичко ниво и она ќе ви каже дополнително како ќе се организират и како ќе ги координира секциите заради унапредување, кажувам пак, на овие дејности, бидејќи гледаме козметичарска секција и козметичарите и фризерите сега се во подем и се потребно за нашата татковина, односно Република Македонија, и во тој контекст сакаме да кажеме дека само тие што го работат тој занает знаат со какви проблеми се соочуваат и ќе ни ги достават до управниот одбор, до нашите надлежни органи, каде што понатамошните активности ние како управен одбор ќе ги земеме и ќе ги пренесеме до владата, до Министерството за економија, до Министерството за образование, бидејќи во секцијата има и мајстори, квалификувани, вредни луѓе, каде што во иднина и мајсторски испит ќе го направиме во национално ниво, и менторството, и ќе имаме практиканство, и затоа ни требаат секциите. Секциите ќе бидат, ќе ја представуваат нашата Македонија во странство, во разни натпреварувања. Веќе нема да има двојца, тројца луѓе што ќе ја представуваат нашата Македонија во странство како секција, односно како фризери или козметичари, него тоа ќе биде организирано со правилници, со сите нишани на една озбилна комора. Ајде да слушнеме сега од координаторката на оваа секција како всушност е замислено да функционира секцијата за козметичарки и за фризерки. Јас имам голема благодарност до вас како телевизија. Посебно ќе се заблагодарам на претседателот и на управниот одбор, каде едногласно се изгласав како координатор на козметичката секција во Република Македонија и воедно и личен асистент за козметичките прашања во нашата земја. Мојата функција, значи јас не ја сваќам како лична привилегија, односно тука сметам дека ова е голема задача, голема одговорност, каде ќе се вклопат сите козметичари и нивните проблеми ќе се најде на нивните проблеми, на нивните решенија, значи со заедничка соработка ние веќе ќе почнеме да ги имплементираме некои наши планови и наши визии. Меѓутоа, едно што е многу битно, јас сакам да напоменам дека со овие одлуки што го донесовме ќе се вклопат сите градови во нашата Република Македонија, што значи нема да се работи само со една одредена комора. Значи, нивната цел и нашата цел е заеднички да настапуваме пред меѓународните институции, да се има збор и за нечијата козметичар, да се вреднува неговата работа, да стигнеме некој до повисоки професионалности на национално ниво,
каде што навистина трудот ќе треба да внесеме труд и меѓутоа и со заеднички напори, со заеднички сили ние ќе стигнеме до тоа. Што значи веќе сме во неколку преговори со 4 други земји, каде што мислам дека и сметам дека нашите занечи треба да се инволвираат и имаме поддршка, имаме убава визија, убави соништа каде што тоа сметам дека ќе стане реалност. Треба да се послуша и за нечијата, што значи еден голем составен дел на оваа земја. Одлично, да се надеваме на една успешна, плодна соработка во која што ќе бидат активни сите комори, која што навистина ќе биде од корист и помош за сите занаечи, а особено за она што, како што споменавте вие, особено популарно во периодов, а тоа е козметичките услуги и фризерските услуги. Ви благодарам за одвоеното време. Сакам да додам силни регионални комори, силна занаечиска комора на Македонија. Сите регионални комори се рамноправни пред националната комора и ние ги застапуваме во националните институции и меѓународните институции. Така да сакаме сите регионални комори да го имат својот бенефит за да биде националната комора појака и повидлива во општеството наше. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам успех. Благодарам и на вас.